Во духот на модерниот ракомет, Run and Gun, гостин денеска Иван Чупич. Здраво на сите. Здраво. Многу си ни добро познат и многу ние публиката, навивачите тука Скопје, Македонија, чувствуваме длабока поврзаност со тебе, со твоето име, со твојот лик и дело, а ќе ти кажеме после една мала анекдота за твоето тело. Добро. Сигурно нека убава. Убава прикажа. И малку и со Јака кога го водевме разговаравме за тоа како овде кај нас во Скопје, во Македонија, одредени спортисти многу брзо стануваат наши херои. А ти си уште еден од тие. Па види прво Извини, само што да додам. А не зборувам за Дарко Панчев, за Горан Пандев, за Кире Лазаров, за Пепе Манасков. Него зборувам за луѓе кои што доаѓаат од надвор, а ти стануваат и оставаат некаква трага која што не се брише. Па види вака, прво врзано за мое некое чувство од првиот ден кога дојдов у Вардар како играч, осетив таа некоја приврженост, таа некоја енергија со публика, македонски народ кој е со менталитет многу близак со нас Хрвати, кои многу сакаат спортот, многу сакаат ракомет, и некако таа цела приказка у тоа време на тај Вардар беа стварно цело Скопје, цела Македонија, сите што волеат Вардар, не само у ракомет, него у фудбал и се, станат некако као да станевме една голема фамилија. И стварно тука, ево веќе 5 години порано, сега 2 години, и јас, и моја деца, и моја жена, значи цела наша фамилија, стварно се чувствуваме као да сме дома. Као да нам е ово другиот дом, и веројатно е то приказка од све ово што ти увод сакаш да кажеш, дека ви македонци имате тоа да правите и херои, да вас некои луѓе брзо засакате, ви засакате брзо тие луѓе, тие спортисти, така да стварно ја од аспект не само од Лига шампиони голови што носив дрес на Вардар, играв у Јане Сандански многу големи надпревара, него цела таа приказка врзано за приврженост, да сте добри домакини, дека многу сакате спортот, дека многу сакате ракомет, дека многу сакате вардарци, успеси и све тоа понатама. Едноставно е да се засакат и овај град, и овај клуб, и ови македонци кои су околу ракомет, така да не е тешка работа. Колку тоа на вас спортистите кои доаѓате од надвор, а од Балкан веќе е поблиску, ама ти имаш такво богато искуство и си играл со спортисти најверојатно од цела планета, од цел свет, колку тоа за вас кога одите некаде на печалба, нели? А тоа е печалба, гастарбајтерство, колку е тој момент важен и колку тоа после влијае на вашите, на твоите перформанси и тоа што следува? Па види, како да ти кажем, нема многу играчи кои имаат среќа да играат за Вардар, а сега ќе ти кажем од која приказка пошо. Секој клуб кој дојде у Јане, дали е из Германија, дали е из Хунгарија, дали е Веспрем или Кил или Магдебург или Барцелона, сите со убави зборови збораат за и публиката, и атмосфера, и како е невозможно да е таква некоја атмосфера у ракометот. Така да сите што играат за Вардар и што играат у Јане, едноставно чувствуваат како то мора да поминеш кроз кариера. Ја имав среќа да поминав, ама сите други големи ракометари, спортисти, кога дојдат тука останат шокирани од убавината, од сала, од публика, едноставно. И ови што дојдат по страна сака да играат као да су домачини, као да е njihova сала. Така да едноставно има нешто у таа сала, има нешто у таа енергија, има и нешто у тие комити, у тие луѓе кои сакаат ракомет, кои разбираат ракомет. Така да стварно ја имав среќа да доживив таа атмосфера, таа публика, и тоа е за цел живот. Имаше ти ситуација со Киелце, да речам, да гостуваш во Скопје, во Вардар или не? Не може да се сета. Бев четвртфинале, тогаш ми
тепавме Вардар тука, мислам, 1 или 2, не, 3 и... Тоа беше 16-та? Не, за Final Four. А, за фајнал? Кога освоивме со Килце. Аха. Тогаш у четвртфинале поминавме Вардар. Так. Четвртфинале. Да, и тогаш првиот пат играв 2-3 пати со Килце у Трајковски против Металург. Да. Тоа е таман таа сезона Сергеј направи таа нова сала. Ми се најдевме у четвртфинале пред. И имаше тогаш и кај тебе такви чувства да речеш, пошто Тоа е био еден и разлог зашто следна година Јака мало што последен што бил да речеме тука, исто кажа јас сум доаѓал овде со. Ја играв таа задна сезона моја у Келце. Имав уште 2 години договор за продолжување на маса, ама после повик од Сергеј таа цела приказна да Вардар прави некоја голема прича кога дојдов у Јане и веројатно имало и момент на друга тоа што се го видело. Многу виналија имало на тоа да си одим од Келце, кај бев таму исто 4 години како дома, и со фамилија, и со клубот, и со стварно превржени навијачи, ама кога дојдов у Јане со Келце, осетив дека тоа е моја сала, ту мора да потпишам за Вардар. Една изјава твоја, не знам дали читав или гледав на времето, не памтам дека имаш кажано, мислам дека беше за некоја хрватска телевизија или подкаст, не памтам, дека тука си се чувствувал популарен како фудбалер. Да. А не само јас, него мислам на тоа време добро е... Не богат како фудбалер, ама популарен. Добро е, знаеш како, фудбалери живе некој свој живот и многу тешко си одат надвор, се дружат, шетат низ град со фамилија, су многу популарни. Ама ми бевме у тоа време многу популарни сите у Вардар и чувствуваш се кај го дојдеш како фудбалер, ама никој не те замара. Така да најубави работи од популарност сам доживио Скопје, кога ти дојде 50, 70, 100.000 луѓе на плоштад да слави со тебе титула, како да се осејаш? Као ракометар, невозможно. Да некога пречекат 100.000 души. Веројатно други ракометари на други ситуации, првенства, освоени титули, други клубе веројатно можеби не било така. Ќе ти кажам една мала анекдота, значи Тимур си оди од Вардар и нели оди во Загреб. И по некој игра на случајот јас сум нешол деловно во Загреб и ајде пиеме кафе. И пиевме во некој хотел кај што мислам и ти беше во Загреб тоа беше. Да, ја и Тимур играв. И во некој хотел бевте нешто, утреден таа почнува Лига на шампиони со Кил. У карантин веројатно. У карантин. И ај вика дојде ќе пиеме кафе, окей сум тука немек. Не можеме низ град. И сега разговараме и да, ми фали Скопје, ми фали Македонија, он имаше големи соништа нели да остане. И викам, знаеш што ми е овде добро. Утре ќе отидам ќе пијам кафе, вика на Трнк Бана Јелачича, никој не знае. Никој не знае. А во Скопје не може да помине да. Така е. Не може баш така. Така да супер средина за спортисти. Супер средина за спортисти. Ево, јас стално покушувам со мој тимо да им кроз зборови, кроз кога дојде надпревар големи како прошла година со Пелистер или со Монпелје, баш кога е она да сала, се виде, да е сала она, зашто се живи, зашто се тренира. Има и полека разбират и сваќаат што е Вардар, култура на Вардар и доста се трудим ја и мој став дека мора да запознамо цел тим што е бити, колку е тежак тај дрес на Вардар, ама на крај на денот колку е убав. Имаш некој што ти помага у градење на таа слика од клубот да речем? Па сите, мислим староседалци. Староседалци, ама и по друга работа, луѓе кои су стаф и луѓе кои су клубот, едноставно размислуваме дека морамо сите да смо како еден тим и да држиме култура и наша традиција што бити е Вардар. Нема искакања и таа приказка, значи Јадне Сандански сега расадник, ми сме домашна екипа, пулна сала, мора да играме со срце, мора да се тепаме, мора да нас има пун терен, мора да играме вардарски, знам дека е тоа многу тешко, ама едино така луѓе признаваат и тоа е култура на Вардар и тоа треба да се почитува у секој надпревар, така да едноставно нема лесни надпревари, нема полека, ми сме некој звезда, Вардар секогаш беа ратничка екипа, секогаш беа екипа која има таа конекција, живее со публика, со комити и така треба да се однесуваме. Столе со години зборуваше дека во Вардар доаѓаат после оние славни денови,
дека во Вардар доаѓа играчи што не можеа да ја сватат тежината на црвено-црниот дрес. А сега ние мислиме дека најверојатно тоа време е поминато и дека веќе нема такви играчи, па еве да кажам последниве можеби и 3 години. Нема, стварно, знаеш како, после Сергеј стварно беа корона, па Михајло након некој време презема клуб помина кроз тешка времења, isfrlување из Лига шампиона без спонзори, после корона отидоа големи звезди, све се малце разводни, ама тако има секој клуб и у фудбал, и у ракомет, и у кошарка, така да ништо страшно и едноставно тај процес траеше 2-3-4 години да се изфилтрира, да се помине дека клуб поново земе кислород, како да се каже, дека пак трне со системски, со довоđење со играчи, со квалитет, со Сега Вардар со дише карактер. над вода, така? Така е, дише над вода и пред се оно што правивме, оно што зборевме, мора да носиме карактерни играчи, квалитет. Не можеме да платимо као Магдебург, као Берлин, као Веспрем, ама карактерни луѓе кои ќе се знаат да се носат со тежина на дресот и Вардар има пари, нема пари, има топ екипа, нема топ екипа, мора да победуваш, мора да освојуваш. Ти си сведок и дека кога нема пари се освојува титула. Така да нема беше. Вардар нема алиби, тоа е и за тоа треба карактерна собликована, карактерни играчи, мислам дека за благодарност и на председател и на спортскиот директор, мислим да сега задни 2-3 години тоа стварно оди со карактер, со квалитет, све погоре и се гледа и по резултати, пак након 5 години Лига шампиони, пунивме сала 5-6 пати мината сезона, така да фативме малце кислород, воздух над вода, дише се и тој е сега смер кој Вардар секогаш сака да има, ама некогаш су можности едно, а желбе и сонови друго, така да ево, полека. Сега можностите, извини, како ти личат сега? Еве, имаш некоја перцепција веќе за новиот тим, што е условно можеби имаме некоја база стара која што се надградува. Не мора поединечно да збориме, Па не, сигурно, тимски, са може прерано, колку се, Па 10 види, дена само. оно што ове 2-3 недели видовме на тренинги, стварно одличен квалитет, одлично избалансирана екипа, одличен квалитет, работна екипа која секој дан сака да напредува и мислим дека и селекција од играчи кои остануваат од прошлата сезона и со 3-4 стварно квалитетна заселувања, дека Вардар задни 5-6 година сигурно немаше подобар тимот него што има оваа година. Нормално игра се Лига шампиони, сакаме нормално да одбраниме и сите титули од мината сезона, така да чека нас нормално тешка сезона, секоја е тешка, ама со мислам дека со големо задоволство, големо срце како тренер имав стварно сам горд дека и спортскиот директор и председател ми составија оваа екипа, мислам дека имаше ти влијание во изборот на играчите. Па сигурно и со спортскиот директор и јас и мој став стално зборевме, баравме, размислувавме, стално имавме комуникација, секој има свој дел на работа, ама на крај на денот спортски директор плюс председател кој собира пари, кој кажува колку може да плати, колку не може да плати. Нормално све се прашува на крај дена на финансии, така у секој клуб, така кај нас, ама многу комуникации, многу гледања видеа, многу заеднички работи да се донесат прави квалитетни играчи за Вардар и мислам дека со овие засилувања сигурно смо подобра екипа него мината сезона. Како играч важеше за човек кој што нема страв. Токму и оној шут во последните 3 секунди во Келн и првата титула на Вардар го потврди тоа. Ти имаше и една анекдота дека кога сте збореле со Самсоненко, демек што ти треба за титула, донеси ме во клубот. Кои се твоите најголеми стравови сега, а и генерално во кариерата? Со кои стравови се соочил? Добар одговор. Не могу да се сетим, можда ми малце беше страв едно месец дана кога изгубив прсот, како ке тоа изгледа. Можда не кажем страво дека ме беше страв дека нема да продолжам кариера, него док не извадив сите шаови, док не зарасте таа целата рака, чисто страв,
onaj prvi dopir со топка, дали ќе имам осету рака или не. Ама немаш никаков проблем. А не. И едино тоа што може да се сетим, а ово остало... си ја проверил статистиката пред тоа и после инцидентот? Иста е? Или... Подобро е без така да. Ама Би ги поменал стравовете. подобро да не се збори, да не би некој правио исто како јас. Да не би така, ама стварно секогаш бев не само храбар, него немам страв. Не кажем да сам некоја звезда или некој фраер, ама не сакам да никоме признам да е подобар него што докаже. Ти си звезда. Морам кај гола да те прекинам предеш. Ова прашање од син ми, пошто го прашав, син ми е 20 годишен, сака ракомет, сака Вардар, тоа збор да нема, иде со нас на ракомеце. И му викам денес што да го прашам Чупич. И он, дај ми малце време. И ми пишува после, пошто дали јаде да ми пише, вика, праше го што мислеше кога го даде голот, тој со Келншев, во Келншев беше, последниот првото финале, дали беше, вика, таа планирана акција, дали му беше страв дека ќе шутне. Чисто една, сигурно е веројатно многу истрошено прашање, ама план беше да топка дојде до мене да шутира. Така беше договорено. Да, план беше тамо од Раул, дека Алекс да проба да помина меѓу 1-2, ако не да си пушти топка на мене и да си шутнам. Не размислував нешто претерано. Претерано не размислував, ама кога дадов гол, размислувај кај да избегам, пошто ме бараше 20 играчи и знаев дека ако ме фатат, лезат сви по мене, да не се удушам. А све тешка артилерија, така да... Тоа ми беше. Тоа е страф, тоа е логично. Не мисле за гола, тоа му е решено. Гол ќе дадам него кај да бега. Да преживеам. Да избегам некаде, ти знаеш како е први момент и онда ме фатија двојица, тројица, онда су они едни отишли во една страна, втори во втора. Джамбо бранеше тоа што? Беше на клупа. Она кога те фати готов. Па добро, и Арпад исто не беше помал. И Мораеш и Столе имаше. Извините, имаше многи тешкаши, така да. Минатата година кога дојде во Вардар, имаше еден чуден амбиент. Сме зборувале на таа тема и ти имаш дадено коментар. Меѓутоа, прашањето ми е, ти беше многу внимателен, ама не бараше оправдување, изговори. Ние среќаваме доста тренери изминативе години во Македонија, што не е битно во кој клуб, кои што постојано посегнуваат по некаков изговор за евентуалниот неуспех. Мал е буџетот, тешка е лигата, ограничен е ростерот, судиите лошо ни судаат, немаме време да патуваме од четврток до сабота. Од тебе не слушнавме изговор. Единствено што кажа е дека тоа ќе биде маратон и дека мора сите, вклучувајќи го и клубот и публиката, да бидат трпеливи дека резултатите ќе дојдат на крај. Па, ако покажеш и ако збориш о алиби, тоа е ментална слабост. Дека за се некој други е крив. На позиција кога бев играч, сега кога сум тренер, не сакам да мои играчи тоа слушнаат од мене како njihov лидер, како njihov шеф, дека ја барам алиби или ако ја барам алиби, они ќе барат алиби. Ако е мене нешто тешко, ја немам енергија и они немат енергија, значи не можем. Моја филозофија е врло лесна. Можем да утечем на буџет? Не. На суди? Не. На распоредот кога ќе играм над превари? Не. Ако не може да утечем, зашто да се замарам со тоа? Што е моја работа, што може да се замарам, тоа е мој тимот, ментална, физичка, тактичка спремност на мој тимот и дека разбира дека за Вардар кога е тешко, кога е лесно, кога има пари, нема, мора да оставаш срце на терен, носиш тај дресот, толку. Тоа е менталитетот на победникот. Па тоа е менталитет мој. А сега не знам, јас се такав научив како ракометар, како спортиста кој дојде из големе фамилии, без пари се пробивав кроз живот, без прстот, колено, ова, она, играв со големи звезди, големи играчи, големи клубови, голема репрезентација, едноставно такав ми е менталитет на мене и сакам да го пренесувам на мој тимот и дека ја бидем тај први кој ќе застане и брани мој тимот секогаш, jer прави лидери су тука за такви работи, а кога се бере цвеќе и кога е све супер,
секогаш су играчи на прво место како и треба да биде. И сега ќе доеме до твоето тело. Секогаш сме збореле модерни ракометари, не знам, лука, бало, крило, скока, одраз, вретено, не знам, ова, она. Чупко, она, видео, као помошен тренер. Али, генije. Генетика. Па... Менталитетот го победи телото. Види, знаеш како, ја се многу шалим на свој рачун секогаш и кога бев играч и сега немам проблем со шала, со зафрканција на свој рачун. Знаеш како, и сега у модерно време сите играчи имаат проблем со мускули. Истагнат мускул, запалење, искинат. Ја викам, мене не може тоа да се случи, пошто ја мускули немам. Така да за тоа едино ако ми оде колено, ако останем без прсто, тоа се механички повреди. Тоа се механички повреди. Но тоа не можам да влијам. Ама мускули никогаш немам проблем у живот со грчеви, со истегнување со ова, значи имав добра логика зашто малку бев повреден. Оде ти колено, мора да го зашарафаш, поправиш и бегај. Ама така да ќе тоа моја приказка. Се удрил, се истегнал, немаш. Така, ако немаш мускул, нема да имаш проблем со тоа, ама отиде модерна ракомету, сите да су као нацртани атлети. Ама атлети, ама тоа е сега. Ама сега сме свесни дека во модерниот ракомет веќе нема, да, тенки се, атлети се, ама не се 2 на 2. Не. Така? Не. Помина време. Брзина, емансипација, брзина, 1 на 1, моќ понављања, колку пати можеш, која снага, која брзина, така да сега малце се изгуби тај, ајде викам, можда тактички ракомет, повеќе сега технички и снагаторски или брзински или на издржливо, како се вика, едноставно мораш сега трчи 60 минути и сега е... Не мора да си благотише. И сега колико имаш добре перформанци или си добар шутер, добар финтер или добро знаеш да играш обрана, све те своји перформанци што имаш, ако не можеш да трчаш, не може да изаѓе на видело на надпревар. Така да сега е приоритет ова, да е топ, и онда можеш да дојдеш на видео, можеш да се искажеш и индивидуално и колективно вака. Порано и беше малце поспоро, па може малце обрана напад, па се одмориш, па имаш кликер, знаеш да играш ракомет. Сега ако неси спреман да трчаш 60 минути, никој не може да знае колку си убити добар ракометар. И едноставно тоа су сега правила на модерна ракомет и треба да се прилагодимо сите на тоа. Во твојата витрина имаш еден куп на медали, што од хрватска репрезентација, што од клубови, Киелце, Словенија, Вардар. Делува дека кариерата ти беше совршена. Имаше ли некоја погрешна одлука? Не. Не, стварно имав среќа или памет или не знам шо. Стварно мускули, да. Да мускули. Па ако е мозак мускул, onda не е лошо. Па, дефинитивно е, очигледно. Имав некоја, никогаш не се брзав со одлуки, никогаш не одив по пари, по некои големи клубови пред време. Секогаш правив чекор по чекор, да се развивам на права места со квалитетни тренери у здрави средини. И така ми беше планот почеток кариера да идем чекор по чекор, да не прескокувам чекори, да прерано не одим меѓу големи звезди, да заработуваш многу пари, ама не играш, така да стварно идов на места кај ме сакаат, кај е добро у тај момент за мене, за моја кариера и така правив кроз цела кариера. После нормално кога дојде Килце, позади Килце Вардар, едноставно тоа беше ајде веќе измеѓу 26 години и 30 кога бев таа 4 години у Килце како изграден играч и после 4 години 5 у Вардар како веќе као некој сенатор, искусан играч. Тоа веќе беше место кај убаво за мене, за фамилија, некој проект кој може да задоволи мене како спортиста, а не повеќе клуб кој може да ми даде некој додатан развој. Така да е тоа некој мој савет, поготово на млади играчи, на може би тоа во ново време неамбициозни родители, дека идат чекор по чекор, дека пари, слава ќе дојдат, ама при се мора чекор по чекор, квалитетни средини кај добро можеш да работиш и да полека можеш да напредуваш и добиваш минутажа, него
пред 2, 3, 5, 10.000 евра повеќе што можеш да заработиш, јер тоа е све краткорочно ако останеш на исто. Имам тука запишано нешто што не сакам да заборавам да те прашам, еве сега го Иштампано. Го начна иштампано. Значи, ја и Бица, ова ние веќе 6-та година како се занимаваме со истражување на животот и делото на ракометарите, а не сме новинари. Немаме ни школа дури за новинарство, а ни наоѓаат забелешки тука во ракометните кругови. Али имаме ние други школи, па ќе ни замери се... некој, Да. И ние само го сакаме ракомет. Многу. И кога имаме некој посебен гостин, справиме неколку цртички, инаку гледаш, разговорот тече, ама не сакав да го пропуштам твоето гостување без неколку прашања. А ти во твоите одговори ги имаш тие моменти. Чепнавиш. Емоции наспроти пари. Ти го спомна тој момент, да не се трча по пари. А ние сега пак од навивачка страна, нели, сакаме херои, сакаме легенди, сакаме нашите херои до смрт да играат за Вардар. Тоа се емоциите. А во еден момент доаѓа каде што еден професионален спортиста, професионалец, исто како и јас во својата професија, мора да донесе одлука за својата иднина и за своето семејство. Тој момент, на тој сукоп на емоција јане, а морам да одам пример. Па тешко е. Во Загреб. Тој момент тешко. Не само ти, значи многу спортисти го имаат. Мене беше многу тешко. Морам да признам, беше. Иако се враќаш дома што си од кој? Се враќав дома, ама ми беше многу тешко, ама у тоа време едноставно размислив дека 15 години не бевме дома као семејство. Јас сакав да се бавим со тренерска работа. У Хрватска можем да запишем школу. И сакав да станев тренер и у тоа време Вардар ми нудише година плюс година договор. И ја не сакав у тај момент да рискирам што ќе биде након година, што не. У Загреб потпишев на 3. Беше многу тешко, ама размислување ми отиде у тај момент дека Вардар не е како порано и Загреб не е екипа која може да бара Final Four, ни Вардар не може да бара Final Four. Значи, моја очекувања да идем на Final Four, у таа два клуба су јако мала и одлучив дека е у тај момент подобро да одем и играм и да си завршувам школа за тренер која траеше 3 години дока има одговор, Б лиценца и позади тога мастер коуч да си завршим школување дока играм ракомет, пошто веќе у тоа време размислував и сакав да продолжим да се пробам у тренерска работа. И одлучи, ајде да кажем некој разум, ама беше многу тешка одлука и размислував многу, ајде нека уште годину дана па ќе видиме. И онда после како тргна муабет и викам подобро да си идем на ова страна. Сега освоивме дупла круна, опростив се поштено, честно од клубот, така да не ga оставиш клубот да не игра следна година Лига шампиона, да не освоио Лига. Мислев дека дав ови 5 години играчки ги давав максимум за Вардар и дека се опроштив као спортиста, као човек, да нисам под наводнике заебо клубот и мислим да беше убав завршетак на некои 5 години приказки. Пак се врати. Колку такви моменти кога играчите се двоумат, треба да одат, да останат, колку влијае тоа во тимот? Не мора само во Вардар, еве и во Киелца и било каде. Секогаш влијае и секогаш со некој муабет и усобликувална околу пари, околу кои шта кажал. Тоа су нормални муабети меѓу играчи. Некои сваќаат тоа малце пресериозно, усобликувална или мисли да е нешто све дословно кажано, ама свеа су тоа некои муабати причи за фрканци, така да тоа е нормални муабет кога си со исти 20 луѓи година дена усобликувална, имаш некои нормални муабети да можеш да збориш, да прашаш за савети, кога си секој дан таму по 3, 4, 5, 6 сати заедно, нормално да можеш да збориш о секои теми, тако и тоа дојде сигурно на тема на некој играч. Кој ти е тренерски гуру, извини? Тренерски гуру? Да. Па да ти бидем честен, немам некој тренерски гуру, пошто ја поинако малце размислува на оваа работа, стварно
се посветив 3-4 години тај тренерска работа и стварно работив со феноменални тренери. И кога почнав или размислував да станем тренер, размислувам о сите тренери кои сме били од омладински погон, кој год ми беше тренер, што ми беше добро кај njega, што не, што ми беше тактички убаво, како тај изборише, како се тај понаше, некако сумирав сите компилација. Сумирав сите сумирав сите 15, 20, 30 тренери колку поминав у животот и некои раби што су мене били убави, што су на некои други играчи били убави и што не беа убави или некои работи што сигурно никогаш нема да правим што е правио некој тренер, нема шанса да се дозволам тоа, не као да е некој лош тренер, него некако едноставно из таа особина гледав и тактика, и карактер, и како збори, и кака е психолог, и како влијае особликована со почит, со респект, со мотивација и такви ти работи. И после тоа, кога тоа сумирав, доста пратив и фудбалски тренери. Кроз оне Netflix, Prime, нихови документарци, како се понашат со големи звезди, Гвардиола, Анчелоти, Луис Енрике и така неки големи тренери, многу ме занимаше нихови и книги, и интервју, изјави што правише, сакав да добием некое право чувство како да себе градим како човек, како тренер, како со мој став, како лидер и како да правим цели став околу мене, да смо цело време сите да ти често го потребуваш тоа. Да смо стално за исти цил тука, да пушемо исто едро и да сите работимо за исти цел, да нема негатива, да нема глупости, дека смо стално заедно, мора да стално идемо по истиот пат. Неколку пати низ разговорот и сега последно се провеува дека ти е битен тој тимски дух, та соблекувална и порано имал изјави дека збориме за на старо време на Вардар дека соблекувалната била стожер и темел, да речам, на градење на тимски дух кој ше е битен. Може би, сите предпоставаме што било во тоа време, кој бил главен. Дали сега Вардар има добре соблекувално? Како е твоја? Има, па И кој е главен? Па види, не знам порано докај Са него прима. Не, докај ја бев. Биде тренерот. Докај ја бев усобликовална, знаев многу пати имам кажено на играчи, на капитенот и на многу састанци со играчи дека собликувална е закон. Збориш за време кога беше играч или сега? Не, сега. Као тренер? Сега, да е собликувална закон, да сакам здрава собликувална, карактерна собликувална и да јас како тренер, никогаш како играч нисам сакал да тренери сака да преземат собликувална, сака да се стално внатре, дека едноставно собликувална и карактер и на тај заеднички духот на тимот, они мора меѓу себе тоа да стварат, а ја никогаш нема да влегувам у собликувална, немам никогаш да правим проблем у собликувална, пошто мислам дека е тоа njihova familija, njihovo mesto kad možete da plačati, da se smijat i da zborat protiv trenera. I mora da je to внатри to neko povjerenje, mora da si oni čustovat kao da im je to druga familija, da koga im je teško da se može da se podržovat, da se može da se smija, da popije pivo, da se isplače ako treba. Sve može da se praviti, jer tamo uvijek neko ima neki drugari koji će ti pomognat, koji može da ti dava neki savjet, nekoga da ti izvika. Sve može da se sluči soblikovalna, ama ja ne sakam da sam delo toa, to mora da je njihovo i samo njihovo, njivna teritorija i stvarno 2 godine mnogo i nekih i priči i muabet i psihološki raboti imam kažano, vrzano što sam ja doživio u soblikovalni, kako sam se ja čustvovao u nekoj soblikovalni, koliko, naprimjer, koga mnogo pati imam spomenuto koga igra Fuleven, so Štefanson, so Fritz, so ne znam, Uwe Gensheimer, so site zvezdi, ovo Ana soblikovalna, site bea rabota, doma nemavme soblikovalno, imavme golemi zvezdi, a u Kjelce imavme 5-6 Poljaci, 5-6 Hrvati, budali, ama befme soblikovalna i pogolemi rezultati pravimo. Iso Venta, iso talant dušebaj, znači nevrzano, koji kvalitet i koja zvezda na treneru to ti imaš, koliko soblikovalna, koliko taj pobjednički duh, koliko taj karakter, deka sme zajedno, deka smo drugari, deka sakamo da smo zajedno, koliko to pomaga u stvaranju rezultata i mislim deka nema šansa da prošla godina napravime takvi rezultati bez oblikovanja, nevozможно. So trener, taktika,
тоа е супер, ама Со судии, со... Да, со- добро, тоа е све како мора да биде, ама без обликувална невозможно да сите заедно. Дали тука може би она тајна што постојано, например, ние се прашуваме, еве го имавме еден Парис Сен-Жермен, најбогат клуб, најдобри играчи, најдобри тренери, најдобри услови, нема Лига шампиони. Имаме Веспрем, најдобар буџет, најдобри играчи, Најдолга желба. најдолга Се гледа. мотивација. Ако разбираш да гледаш ракомет, точно видиш дека у Веспрему најклучни моменти или у Париз најклучни моменти звезде некои играат индивидуални ракоме да си продолжат договор, не играат за тимот. Ја така то гледам. Не сакам да грешим, душа да мислим ова и ова. А точно некои моменти се гледаат и јас се питам вака, окей, заработуваш толико и утре ниеден клуб оси Веспрем нема ти даде толико пари. На кој си ти докажуваш? Да продолжиш нов договор, имаш договор на 4 години, колку сакаш, 20 години. Доживот. А дај нешто. Дај нешто како тим. Као хрпа индивидуалаца го видиш да играат, секој си земе топка, имаш некој филинг да у оно време на Париз или дека сега треба 3 топки на да Веспрем има на дека некогаш треба 3 топки. А гледаш Магдебург и прие 10 години со Вигерт, кога беа помал буџет и сега 10 години после со многу повеќе пари, со многу подобри играчи, секој надпревар исти. 300 на сат, 300 на сат, 300 на сат. Бегај, тепај се, трчи. Значи, може да има пари, ама култура мора да е внатре. Магдебург некоја култура, или Барца некоја култура. Значи, Барца пред 5-7 години, ток беше Меси, јел? Имаше многу повеќе пари у ракомет, сега има помалку, ама исто е тука. Култура, тимот. Некогаш има поголеми звезди, ама култура е битна, значи, унутар, тоа е култура, еден дел од култура на некој клубот е здрава карактерна собликувална. Без тоа не оди. Во тој дух имам уште едно прашање, а поврзано е со Тимур Дибиров. За него еден наш пријател викаше, ако не ме разбереш добро, ќе ти објасна, вика, си го направи кејфот, значи изигра шут на 15 топки, 9 гола, 2 пенали ова, ми донесе успех на екипата. Значи, играше со задоволство, без оптоварување, а донесе успех. Донеси резултат. Да. Постои ли тој момент кога играчите се двоумат дали да си направи задоволство, да се исполни себе си или да биде во функција на некаков успех? Па ја бев ова друга страна. Мени беше како играч многу битно да имам доверба у екипа, у тимот и да екипа ми многу верува. И тоа мене хранише као мојего. Ама у служба на екипа, ако треба да играм, ако треба да седим. Ако треба бек. Ако треба бек, тука сам. Ама ми битно да чувствувам дека екипа као не може без мене, или да сам многу битан у собликувално, многу битан да се на терен, многу битан да сам во екипа. Тоа мени многу значи. А гол као гол не значише ми многу дека мора 5, 10, 12, 8. Тоа некогаш дојде, некогаш не. Да. Ама мени тоа беше задоволство. Ама имаш многу играчи кои су настроени као Кристијано Роналдо, кои су килери, милион голови. Ја исто тоа почитувам, ама сега како тренер прие би забрал некој кој е за екипа, него Тоа ми беше следно прашање као тренер. Значи као тренер ја би прие забрал некој кој е служба екипа, него свака част на овој, да, ама секоја част. Значи Гицел е сега можда најдобар играч на свет, него најдобар играч на свет, ама ја не видим да он игра за себе. Он цело време игра за екипа. И си дае 12 голова, ти не знаш да е дал 12 или 8 или 15. Ти гледаш дека он игра за екипа, движи, скока на глава. И да лети за целиот тим, и да бодри секој кога промаши он и некој втор, га бодри, неа проблем. И цело време е насмешен. Ја не видим од njega дека е, како не знам, оно време Микел Хансен. Ако му не даваш да пуца пенале, он се љути. Знаеш, ама секој има своја, да збориме Микел Хансен, доктор. Али нема титула во Лига на шампиони. Пак Пак доаѓаме до тоа. Ке дојде сега, ова е трик прашање. Доаѓа јануари, преоден рок, се јавува Михајло, вика Чупко, имаме буџету ПМ, 2 играчи можеш да донесеш, кој сакаш на планетава. Добро. Кој би биле тие 2 играчи? 2. 2.
Не толку. Имаме Михајло вика имаме буџет за 2 најскапи играчи. Ама врвни. Врвни. Не е два... Да, и не е прашање дали ќе дојдат, ќе дојдат. Пошто имаме многу пари, ќе дадеме 100 милиона долари ќе му дадеме, нели? Карикирам. 2. Јанц, Добро. Блаж Јанц. Блаж Јанц Јако. и Колку години има Јанц? Таман. Таман 28-29. Таман. Блаж Јанц. Може 3. Ајде, од мене е третиот. Да. Блаж Јанц, Ти еден само знаеш. кај- Сауструп Михаел Страуструп. Лайк. и Звоне Срна. Срна. Да. Шутер. Добар, многу интересен избор. Многу. Многу. 2 Балканци, 1 Скандинавец. Скандинавец. Така да има баланс, добар избор. Да. Пошто Јанц може крило бек средан, Ма тоа си мисли. а Срна Три може, позиции Срна може лев бек и тројка, Тројка, четворка, четворка. петворка, двојка. Да. Многу карактерен играч, мислим дека многу ќе му се свиди Јане Сандански, пошто е мој метковац, Имаш многу број да му емотиван. се јави. Да. А продолжи А од твоја договор. земја? Да, да, О, из па Метковаc, добро, да, да. Па печене бе. Следеќето. тој. И Сауструп, мислим дека е во ово време најдобар пикер на светот На сите и да може да... Чекај, скандинавец сме имале Вардар? Не. Вардар немаше да става скандинавец. Па не знам дали. Немаше. Имаше некои скандинавци во Пелистер дојда. Моје време, Ама тие више не играат ни ракоме. моје време немаше, беа сите Не, два-три не знам дека шпанци, немаш. ама сите бевме балканци повеќе Да, помалку. па и они станаа балканци. Да, од тоа време прв пат почнаа французи да доаѓаат. Глеј, не сме имале ладен играч, освен Дисингер, ама он пошто се ожени тука. Како наш. Како наш? Така, го Да, стопливме. Е, Така, Дисингер, Дисингер е. друг немаше, да речам, Нема, имавме руси, шпанци, добро, Арпад е наш, добро, не Балкан, шпанец тоа е е. Балкан, така. Добро, имавме Мораеш, ама ти Тоа е исто, јужноамериканци сте наш. тоа е наш, да. Е, Тоа е наш. па е наш. А сега што имаме во Вардар се? Имаме нешто така Французи ладно? имаме Имаме 3 французи, бразилец, Пак наши. 2 пољаци и 3 срби. Пољаци, да. И 7-8 А и пољаци се словени, наши и 1 луѓе се. хрват, да. Да, Србин, Хрват мора да има, македонци имаме. Е, сега овој сме од кај Египет, од македонци. кај беше? Од Египат, Исто наше, тоа све Александр Македонски таму. Да, све покажуваше. Тоа све наше, бе. Тоа све, само сега мора да визе вади, иако су наши, ама добро. Те средиме тоа. Ел ти се свиѓа мој избор? За тројицата. Фасциниран сум. Не ми се свиѓа, него сум фасциниран и Ја сега... едниот више го гледам, ако има договор. Да, и сега цело време ќе размислувам за тоа, а Сауструп ми е онака пикер, кој што буквално ме фасцинирал, прво со изгледот, слично као ти на крило, он уопште не е 2 на 2. Второ, овој малиов мој игра пикер, и стално барам некој што он би можел да личи као него, па таков е плав, па тенок е. И значи тоа ми е фасцинатно. Овие двајца други Јас сум за Јанц, одушевен Браво, одмah браво. пропишу. Ај овде сега малце да го чепнеме моментов на македонските играчи во Вардар. Во првиот тој убавиот период, После ја имам прашање. да, Да не ми го земеш. Столе беше онака стожер, темел, капитен, борец, игра одбрана, игра напад, дава пас на крило, Соблекувална. соблекувална, значи се што треба. Други македонци немавме, вие ни бевте македонци, Тимур, Кара, ти, Абутовиќ, тоа ни беа македонците. Па добро. Во овој состав сега имаме малце повеќе. Ама има и една мала група на некои млади играчи. Како гледаш ти на тие млади момци? Дали посебно работите со нив? И дали во наредниве неколку сезони, а ја претпоставам дека ќе бидеш тука наредниве неколку сезони, До крај на живот. да, Пуше 50 да години. може од тие некои млади момци некој да ете по примерот на Загреб као што ги лансира стално тие млади играчи, Да излезе. да го фрлиш во оган онака да видиме и сме имале и ние дете Доста. за битка. Доста ови години дена имав со спортски директор и координатор со Владо Недановски, доста имавме приказки, причи, муабети, у кој смер треба да Вардар оде со млади играчи, со македонски играчи, како да им даемо простор, време, како ќе работиме со нив. Година дена смишлявме планови, пошо тоа нас многу мачаше, поготово него,
И сега со расадник со сала, напокон имаме своја сала, своји термини, кај имавме стварно перфектни услови за работа. Мината сезона имавме многу проблеми, Јане така беше, не можеш ништо да правиш. Имаше многу концерти, немавте вие проблеми. Да. Ќе дое Вие немавте проблеми, Теата имаше Јурович, концерти. ќе дое нема кај да тренира, да е јака штикла. И направивме Алкалоид има добра школа, Пелистер има добра школа, веќе има изграđен некој сустав, систем на работа, што ми многу почитуваме, ама ми ја тргнавме по некој други пат дека не сакамо квантитет, да сакаме нешто да изберемо квалитетно, што може да за скоро време да биде за Вардар. Така избравме тројцата за оваа сезона, кои нормално ќе работат со екипа, ќе добива шанса во Македонска лига, со мој брат, со Келе, со мене ќе прават индивидуални тренинзи секој дан, 2-3, плюс што имаат работа нормално со цел тим, со дел на првиот тим веќе сега. И за почеток, оно што мисливме овај тренутак, таа тројца приклучимо што можат одма да играат и Македонска лига и да тренираат како професионалци, да прави индивидуална работа, дека и ова и следна за 2 до 3 години дека их имамо као млади македонски играчи кои су израсли као вардарци, пошо тешко да са 22 години донесеш некој македонец и да му кажеш дека е вардарац. Треба да го научиш од 16, 17, 18 години и да после може да после кажеш дека он засака клубот, да засака тоа свое окружение, да засака Јане Сандански, да засака тај дресот, ама прие се приказка е и планот е да не идемо на квантитет, него на квалитет што избереме у моментот кај можемо на кои позиции да давамо шанса, кај имамо простор некаде у ростер, кај може више да се отвори простор, не само да трпаме и да викаме за 2 години немаше простор, имаше многу на тоа позиција странци, и така избравме те некои позиции, фали нам една тројка и четворка, имавме тука простор за еден млад играч, Марко го донесевме, имамо Гоце кој игра задња сезона, кој е пред пензија, донесевме Бобан кој е еден од најдобрих и перспективних не само у Македонија, него цела Европа у своја генерација. И имавме Никола кој веќе 2 години у процес на Вардар, кој стварно искаче од осталите од Вардар, средниот, да. Никола кој откаче од сите веќе 2 години у своја генерација, едноставно по природа и време да се внесе у првиот тим, пошто на таа позиција имамо 2 странци, сакавме со Јака Малус и Матео Фадуиле да донесемо ту еден наш кој стварно искаче на тај дел, така да ево успели смо на тај тема да некако створимо тоа нешто младо за почеток, па полека. Имаше ли шанса да гледаш некоја утакмица сега од овие што игра кадети? Јави се ако е нешто битно слово. Звони веќе 25 Да не е Срна, јави се. Ние, Михајло 4 пати. Јави се. Не. Ја ќе се јавам после. Добро. Значи за Срна, за Јанци, за Сауструп јави се Кажем те волно, волно. да. Ако звоне. Извини, Не. нема да се јавим. Матео, Михајло, Рубин, сега. Океј. Брзо смо готови. Да. Така, Филип. Да. Што ти мора викаш готов. Да ти тропета она, знаеш, на бокс. Задни Дали 10 гледаш секунди. некоја утакмици што беа од кадетиве сега? Гледавме ја и брат првата група, први дел кај играа са французи, словенци. После отидевме у Маврово, неавме тамо кај да гледаме, ама гледавме прва неделја кај бевме тамо и видевме малце Бобани на десниот бек, на десното крило, Марко повеќе обрана него у напад. Многу одбрана, да. Ама добро, Марко е 16 години, треба да се развива, Бобани пак 18. Значи разлика кога си млад од 2 години е енормна. Бобан имаше, речи си да немаше лоша утакмица вака по моја скромно гледање. Да, добар е, ама пред njega е многу работа, многу рад, ќе добие шанса, знам дека е професионален, знам дека убаво и мултиесенс. Работише 2 години, 3 колку Имам беше само тамо. шедно да скокне тема. Имам Не јас да поише. скокне, ама- Чекам Фичо кога ќе каже што. Да, е вака. Да се префрлиме малце на македонско првенство што следи сега. Ние имаме така пак велам со Виктор можеби некоја лаичко познавање и гледање на нештото, ама мислиме дека
лигата или барем овие 4 тима што се топ 4 одат чекор нагоре, можеби од лани, можеби за некој 5-10% узголемување на квалитет. Дали мислиш ти така и дали ти гледаш или како гледаш на мимо Вардар на конкуренција, да речем? Па две су работе. Прва работа е да сигурно и Пелистер, и Алкалоид, и Охрид имаат големи амбиции, со сериозни клубови, со сериозни тренери, со стварно голема база и на навивачи, и позади одлична, имаат одлична функција, значи од клубот председател, значи клубови кои знаат што сакаат, инфраструктура, така да не збориме за тоа. Ама ако ме прашаш како тренер на Вардар, мој фокус е на мој тимот и знаем дека е лига многу тешка, дека од 5 или 7 септември пак почнува маратон. Маратон почнува и ми треба да гледаме како да завршиме тај маратон. Значи април, мај, јуни. Стандард, нема ништо ново, колку е го некој засилен и ослаблен, то нема внималија на мене и на мој тимот, ми мора да сме прави, ми мора да сме добри, секој надпревар и тако 32 надпревара и онда после ќе пак подлечемо црта, ама глупо да се збори за други тимови што се појачали, што по моје мисли е неко квалитетан или не е квалитетан. Мислам дека сите добри тренери су таа три клуба, да имаат добар клуб позади себе, добри ростери, финансиски услови, имаат сигурно големи цели и тоа е супер за лига. И ја поздравувам тоа и тоа е супер и убаво и за мој тим, за развојан тим кој е ово некој чекор плюс Лига шампиона за играчи кои можда еден дан сака да играат у Магдебург, у Кил, у Барцелона, така да сигурно ваки надпревари, ваки пуне сале, сигурно ќе им донесе многу искуство и многу да им помогнаат у кариера и секако као мене, као тренерот. Ама Вардар, маратон, све се брише од мината сезона. Ја и Бица сме фанови на Манчестер Юнайтед. И тоа е уште од Сир Алекс Фергусон. Од мали. И таму имаше една слична ситуација, ние така си ја пресликуваме со Керик и со Вардар и со Чупко. Керик дојде ја промени екипата, ја врати многу високо, не беше титула, али многу високо, а неговото место не беше сигурно дали ќе остане. А ти дојде во Вардар, ја врати титулата, пошто тука нема високо место во Македонија, или имаш титула или немаш, друго второ место не постои. Не вратим јас, ми вратиме ти. Добро, ти беше на челото на тимот. Еден дел. Да. Ја бев еден дел. Така, се служувам, одличен одговор. И беше внимателен уште на пресконференција да каже јас сум тука до мај, до јуни, па ќе видиме после како. Дали сега правиме Ctrl Alt Delete Restart и дали Иван е тука до јуни? Или Исто може така. малку покомотни да бидеме? Не можеме да бидеме покомотни, комфорт зона не постои во спорт. И како играч и како тренер, комфорт зона у мој ментален склоп не постои, значи невозможно да си комфорт зона. Или нешто сакаш на фул, нешто работиш на фул или не работи. Значи имам договор уште година дена, значи до сега следно лето, ама што значи договор? За играче, ја бев играч за играче, има некој значење, ама, Да, ама за тренери да викаш во фудбал дали има некој значење? Ти дојде на местото на аргентинецот кој имаше договор. Така е. И го изгуби за 24 часа. Така и у фудбал имаше такви приказни, у кошарка. Тренерот може да има договор 5 години, 10, 3, 2, само резултат и не се џаба збори дека тренер секогаш има напола спакирана торба. И тоа е такава работа и тако е прифатив, не размислував од мината година, сега комфорт, добро, полека, не, пак од нула, задоволен сам тука, задоволен сам од екипа, имаме добар тим, добро избалансиран тим, ама треба сега 10 месеци да работиме и пак како секој сериозен клуб, у мај, јун ќе се подвече црта кој задоволио, кој ние, можда тренерот, можда играч, можда цел клуб е супер, можда лошо и едино така, комфорт зона не постои. Имавме со Бица среќа и огромно задоволство да имаме интервју со скоро сите тренери на Вардар во новава ера. Успешни. И на сите им го поставувавме истото прашање.
дали некаде, поготово во полошите периоди, дали некаде во некоја сива келија го сонуваш Келн од позиција на тренер на Вардар? Нормално, зашто не? Нормално. Ја имам спортски мозак, спортска глава и игравме Лига шампиона да ја освоиме. Знам дека ја така размислувам. Сигурно клуб има своји целеви кои су веројатно реални, што би било добро за клубот, како да клуб напредува. Со што би биле задоволни? Тако, задоволни, кои су целеви, секој клуб има свој цел. Првенство, куп, да се помине група у Лига шампиона, да се игра Final Four, регионална лига, сега зборам на памет. Ке видиме што председник ќе стави пред нас, што су целеви као клуб што сака од нас и што би за клуб значило успешна сезона. Ја размислувам дека сакам да одим на Final Four со Вардар ова сезона. Дали ќе сам будала за месец дана, 3, дали ќе ми се смеат, а не можам како човек у спортот, кој спортот дае многу ми даде спортот, дека размислувам дека си поставим помал неки цели да бидем задоволен. Исполнив ја свој цел. Мој цел е секогаш горе. Дали ќе стигнем оваа година, следна, за 10 години, 15 или никогаш, не знам. Ама мој цел да си одим у Вардар, да си одим Келн. Може би да за 3 месеци ќе се пушти ова снимка, ќе више нисам тренер на Вардар, можда ќе ме избркаат, сам четврти у лига, можда ќе бидеме на пресконференција со Саустрuk. Не, сакам да зборам све можно у спортот, ама секогаш си поставljam индивидуални големи цели, не сакам да си поставим мал цел и после се доволјавам кога се направи добра работа. Со други зборови, чуваш уште едно место за да, имам уште една, да. Ова е звезда, тука мора да биде или за злато за хрватска репрезентација или за уште една Лига шампиони. Аха, значи тоа исто е на цел. Немам злато. Не, знаеш како е. Да, имаш бронза, сребро, имам 10 медали, имам 10 медали имам со хрватска репрезентација, со олимпијада, светски, европски првенства. И тоа е многу, ама ја нисам задоволен пошто немам злато со своја држава. Ама ево, станав тренер, дали некогаш ќе бидем селектор, не. Ако одиме во Келн годинава... Ништо не знае што може да се случи у кариера, све е тоа уште далеко или блиско, или можда никогаш. Ама, Хрватска го има овој са исландскиот тренер, селектор? Да, има 2 медали. Една бронца, една сребро. Да. И што него бива. Полино за да узме посакуваме да почнеш и на другите прсти да црташ звезди, Вардар има 2, виж да би било убаво да е уште една. Да, поради балански. Во нашиот народ има една суеверие нешто, демек 2 работи се носат само за на гробишта. Така, значи секако треба трета. Ние ти даваме задача, па ти се мисли. Поштено. Чуко, имам уште 2 сата прашања за тебе. А немој 2 сата. Да. Ќе оставиме тоа за јануари, таму февруари, кога ќе биде, што имаме европско светско првенство и кога ќе бидеш малце посмирен, кога ќе може малце да сумираме некои резултати. Имаме прашања и за регионална лига, и за тоа ќе видиме за Лига на шампиони, и за многу прашања и за тебе лично, ама ќе оставиме. Мислевме да биде помалце ракометно, да речеме интервју, поише на животни теми, ама не може да сега. Ајде што ова беше. Ајде што ова и завршуваме. Ај задње Филип, пише задње. Стај што перица. На премиерата на сезоната и на тимот те прашав дали ќе имаш посебна емоција во надпреварот против Червар. Добро. А сега ќе те прашам и дали ќе имаш посебна емоција во надпреварот против Столе, со Бутел? Па види, тоа су драги мои луѓе, Столе како другар и Лино како мој бивши селектор со кој поминав стварно убава времења. Ама кога тргне надпревар, само Вардар постои. Пред надпревар, после надпревар, може да се дружиме, може да збориме, ама Вардар секогаш на прво место. Да, маркетиншки е многу јако. Чупич против Червар, а тоа за вас против Лазаров, Чупич против Стоилов. Тоа е може би така од аспект на спонзори, за медиуми, за приказка, за приказка, да. Супер, ама
Ко Вардар Тепа не е битно кој е тренер, кој игра за Вардар, битно е да Вардар у континуитет освојува титул. Со било кој. Сви смо ми работници или ја волим да сакам да кажем војници на клубот и сви смо пролазни, Вардар останува. Ми сите смо пролазни војници кои помагамо на клубот у некој период, пошо ево, 61-а, 2 ова, уште е тука, ми смо војници дока е наше време, после доја следни. Така треба да се размислува за клуб кој сакаш и тоа е култура на Вардар. И тоа треба да почитуваме. А сега, због маркетинг, због ова, због она, сигурно е убаво да су и тренери и играчи у лига кои знаат цела Европа, цел свет, него да су некои анонимуси, ама Столе, Киро, Роевиќ, не знам, Цеба Хорват, тамо многу другари има, Лино, со кои има сами игро и со кои су ми тренери били у репрезентација и кои познавам дуги низ година, све е тоа супер, ама само нека Вардар Тепа ова ќе остане полека. И Стевче Алушевски, кој ми беше тренер и у Вардар и кој се многу пати слушнавме добро. Сега кога беше тренер у Пелистер, малце му беше поинако да се слушнаваме, пошто бевме Вардар, Пелистер. Ама тоа е. Само Вардар. Пружаме рака. Благодарам многу. Фала луѓе за гостување, за Фала. искрениот Уживам муабет. се. Супер сезона да биде лесна, без повреди. Мислам, Без повреди лесна не може да види, ама без повреди на тоа мислам сите да живи и посакуваат. здрави Само здрави да се да. и се гледаме во јануари, па после во Кјон. Може.